Евроинтеграциите остануваат стратешка цел на државата, но со јасни позиции без отстапки за националните прашања. Порача од Струмица лидерот на владеачката партија ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на одбележувањето од 36 годишнината на партијата. Актуелниот спор со Бугарија и дел од проблемите на европскиот пат се резултат на претходната влада, која, како што рече, направила одредени политички потези што денес создаваат обврски и тешкотии за државата. Создадоа проблем на нашиот пат кон Европа. И да не беше тој проблем со реформите, политиките кои што ги испорачува оваа влада, веќе ќе чукавме и ќе тропавме на портите на Европа. Но пред нас имаме договор кој што не обврзува на нешто кое што никој од нас не помислува да го направи. Тој договор ќе не посетува вечно на тој бел лист хартија која што претходната влада го подпиша, мислејќи дека на тој начин ќе остане во владата и ќе добие милоста од тие кои што не гласат, туку во суштина бира и казнува народот. А народот нив ги казни и ги прати во опозиција. Мицкоски повика да се испрати јасна порака дека евроинтеграциите не смеат да бидат условувани со билатерални прашања и дека македонскиот идентитет, јазик и култура се трајна и непроменлива константа. Нема цена, нема слава, нема моќ која што може да ме убеди дека без овие работи ќе прифатиме било што. Ова е нашата црвена линија. Сите треба да не слушаат гласно и јасно. Нема пазарење со идентитетот наш македонски. Доста беше. Мицкоски истакна дека земјата бележи силен раст, рекордни инвестиции и напредок во инфраструктурата, пензиите и образованието, нагласувајќи дека сето тоа е постигнато во изминатите 2 години. Во овој краток период направивме Македонија да биде во топ 5 во Европа според растот на бруто домашниот производ, како процент од истиот. Постигнавме историски рекордни над 1 милиарда и 200 милиони евра странски директни инвестиции. Работиме на 6 нови автопати, зголемивме пензии, градиме студентски домови, за студентите обезбедивме електронски уреди. Сето она кое што представуваше проект, а беше заборавен од претходната влада, го реализиравме и го реализираме. Следната недела почнуваат едукациите на наставниците и психолозите во сите училишта низ земјава за превенција и детектирање на облиците на врсничко насилство. Најпрво ќе спроведеме обуки за сите училишни психолози, педагози и социјални работници во основното образование за јакнење на компетенциите за препознавање деца жртви на семејно насилство преку нивното однесување и превземање мерки за спречување и понатамошно ширење. Детето мора да биде препознаено, слушнато и заштитено на време. Визијата е јасна. Училишта без страф, семејства во кои се негува почит и разбирање, дигитален простор во кој младите се заштитени и општество во кое насилството нема место. На денешната заедничка пресконференција на министрите за образование, социјална политика и внатрешни работи се кажа дека во 64 училишта низ земјава се евидентирани инциденти. Оваа година регистрирани се 93 инциденти, наспроти 81 минатата година. Во 64 училишта, од кои 59 основни и 17 средни. По преземените мерки поднесени се 46 кривични пријави и 3 известувања до основното јавно обвинителство за вкупно 52 кривични дела против 92 стојнители. Целта на овој мултиинституционален проект е преку заедничка работа да се одговори на се поголемиот број случаи на насилство во кои жртви се децата. Постојат услови за намалување на цената на електричната енергија поради ниските берзански цени и зголеменото производство во регионот, оцени министерката за енергетика Сања Божиновска.
Ако ги гледаме цените како се нула во овој период и колку многу има повеќе електрична енергија и дека веќе и Грција извезува, јас мислам дека може да се очекува намалување на овие цени, меѓутоа тоа е сепак берза, што значи на берза може да има и скокови и падови, меѓутоа некој тренд е дека сега има многу ниски цени и нули. Во меѓувреме се најавува преиспитување на тарифните блокови за струја воведени за време на енергетската криза, а од Министерството велат дека ќе дадат свое мислење доколку бидат консултирани од надлежните институции. Регулаторната комисија за енергетика е одговорна за блоковите, они ги дефинираат, они прават истражување и што се случува, ако не повикаат, ние секако ќе дадеме наше мислење. Социјалдемократскиот сојуз прашува колку чинеше вчерашната прослава на роденденот на ВМРО ДПМН и дали го донесоа и Девид Гета. Превоз со автобуси, списоци од вработени по јавна администрација од цела Македонија, дневници, колку ги чинеше тоа граѓаните, како да го донеле Девид Гета, додека народот се мачи да врзе крај со крај, додека цените незапирливо растат, а сиромаштијата се зголемува, додека економијата тоне, ВМРО со народни пари и партиската војска во јавна администрација ја слави безидејноста на своето владење и изолација од Европската Унија. Колку платија граѓаните за Мицкоски да ги слави неуспесите и извештајот на Европскиот парламент за изолацијата на Македонија? Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМН реагира. Роденденот на партијата го прославивме со народот, а социјалдемократите во затворен и тесен круг со умислени елити. ВМРО ДПМН е партија на народот и заедно со граѓаните го одбележи 36-тиот роден ден на партијата, која се бореше и донесе независност на татковината. Направи многу проекти чиј бенефит го учествуваат граѓаните и ја представува државата исправено, гордо и достоинствено пред светот. Од друга страна, ја имаме партијата СДС, која е на маргините поради нивните лоши политики и односот кон граѓаните. Тие својот роден ден го прославија во затворено во дворот на Бихачка, каде заедно со умислените елити на партијата громогласно го поздравуваа аболицираниот криминалец Заев и неговиот потрчко Филипче. Реагира од ВМРО ДПМН. Според податоците на Државниот завод за статистика, во текот на 2025 година во земјава починале 20.287 лица, што представува зголемување од 0,4% во однос на претходната година. Од вкупниот број починати, 10.498 се мажи, а 9.789 жени. Регистрирани се и 62 починати доенчиња, кои учествуваат со 0,3% од вкупниот број умрени лица. Најголемиот број на смртни случаи се евидентирани во јануари 2002, додека најмалку имало во април, кога биле регистрирани 1506 починати лица. Податоците покажуваат дека просечната возраст на починати мажи изнесувала 72,2 години, додека кај жените 76,6, односно жените во просек живеат 4,4 години подолго. Најчеста причина за смрти понатаму се болестите на циркулаторниот систем, кои учествуваат со 34% од вкупниот број смртни случаи. Следуваат неоплазмите, односно малигни и други тумори, потоа ендокрините, нутритивните и метаболичките болести, како и болестите на респираторниот систем. Бугарскиот премиер Румен Радев денеска изјави дека нема да бидат дозволени санкции кон Русија кои негативно влијаат врз бугарската економија и додаде дека денеска ќе се дознае како ќе гласа Бугарија за предвидените санкции од Европската унија за Русија. Војната во Украина одамна ги надмина рововите и се прошири на економијата, енергетиката, спортот, културата, а сега почнува да ја опфаќа и религијата. Мислам дека времето за крстоносни војни е завршено. Каква порака испраќаме кога ги прошируваме санкциите и војната на религијата? Дали сваќаме каде води ова? Изјави Радев. Броењето на сите гласови од изборите на 7 јуни во Косово е завршено во рок од 10 дена. Движењето самоопределување доби 382.865 гласа од вкупните гласови, што му дава 53 места во парламентот. Демократската партија на Косово има 22 пратенички места. Демократскиот сојуз на Косово доби 18 места во парламентот, додека Алијансата за иднината на Косово 7 пратеници. Со оваа распределба на мандатите, самоопределување има можност да формира влада без потреба од коалиција со други албански партии. Изборот на председател, пак за кој земјата отиде на предвремени избори, ќе бара политички договор меѓу партиите. Денес на 18 јуни беше изречена казната за таткото на Коста Кецмановиќ
и кој доби 14 години и 6 месеци за дрешетки, приближно истата казна што ја бараше и самиот обвинител. Мајката на детето убиец доби 2 години и 11 месеци. Владимир Кесмановиќ беше обвинет за тешки дела против општата сигурност и за пуштање и злоупотребување на малолетно лице, додека неговата сопруга Милјана одговараше за запуштање на дете. Ова е всушност второто судење за родителите на детото убиец. Турските царински власти запленија 4,3 тони дрога скриена во камион што влегувал во Турција од Грција, соопшти денес Турското министерство за трговија. Министерството во соопштението наведува дека камионот пристигнал во царинската зона Ипсала од Грција за да влезе во Турција. За време на претресот, властите ја откриле и заплениле нелегалната пратка која ќе биде уништена во согласно со законските процедури. Канцеларијата на главниот јавен обвинител на Ипсала започна истрага за случајот. Ни предстои топол викенд со изгор температури, сенка и повеќе течности како спас од горештините, велат лекарите. Горештините негативно влијаат на целата околина, а и на луѓето. Посебно негативно влијаат кај пациентите, кај сите. Што значи? Дека треба да се избегнува излегување на топло време, да се носе капа, чадор или било што, да се внесуваат многу течности, да се седе во просториите кај што се да бидат добро разладени, да се проветрува само наутро или навечер. Дневната температура може да се движи некаде околу 30 степени, во соба збореме, а ноќните околу 24 степени за да може да се спие нормално. Кои граѓани се најчувствителни на топлото време и како да се однесуваат во најавените жешки денови? Хроничните болни се старите лица на 60 години, хроничните болни, трудниците исто така, бебињата исто така се засегнати. Значи, кај хроничните болни многу често може да се случаја и срцево-кардиоваскуларни заболувања, респираторни заболувања, срцев удар или мозочен удар. Бремените жени исто така треба да внимаваат, често пат доаѓа до дехидратација. Посебно бебињата можат многу брзо да дехидрират поради тенката кожа и испарувањето, и затоа многу е битно да се седе во соодветна соба со соодветна температура и да се внесуваат многу течности. Кога стартува топлиот бран и до кога ќе трае? Стабилно сончево и топло време со променлива облачност во текот на денот. За време на викендот температурите ќе се движат максимално до 36 степени. Понеделник може би малку топло, вторник и среда повторно тука некаде пак. Веќе од понеделник, велата од УХМР не очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност и слаб до умерен ветар од променлив правец. Температурите ќе одат до 37 степени. Делчевската населба Пролет добива ново лице. Отпочнати се повеќе инфраструктурни проекти за подобрување на условите за живот на граѓаните. Во моментот се одвиваат динамично градежни активности во населбата Пролет, каде што интензивно се работи на изградба на улицата 4В, како и на делови од улиците 1, 3 и 5, со вкупна должина од 420 метри, заедно со комплетна нова канализациона мрежа, фекална и атмосферска. Очекуваме со довршувањето на овој проект населбата да добие современа и функционална патна инфраструктура, со што значително ќе се подобрат условите за безбедно одвивање на сообраќајот, како и за квалитетот на животот на жителите и целокупниот урбан изглед на овој дел од Делчево. Според предвидената и забрзана динамика, завршните активности во населбата Пролет се предвидени до крајот на јули, но се и најава за долго градежно лето во Делчево. Нека да очекуваме до крајот на месец јули сите моментално отпочнати проекти, како во централното градско подрачје, така во населбата Стара Седник и во населбата Пролет да бидат комплетно реализирани. Секако тука морам да нагласам дека веќе имаме активен тендер за општ тендер со кој што се предвидени изградба на неколку улици во општина Делчево преку буџетот на самата општина, така да не очекува доста активно градежно лето, од кое што се очекува до крајот на лето да биде значително подобрена и патната инфраструктура на територијата на целата општина Делчево.
На денешната 13-та седница на Советот на општина Берово беа разгледани и усвоени повеќе значајни точки од дневниот ред поврзани со финансиски извештаи, локален развој, инфраструктура, образование и комунални дејности. Посебен акцент на седницата беше ставен на мерките за енергетска ефикасност, со кои општината ќе обезбеди поддршка за граѓаните за набавка на енергетски ефикасни грејни тела преку јавен повик кој ќе трае 60 дена. Оваа седница е доказ дека работиме континуирано и одговорно за развој на општината. Со мерките за енергетска ефикасност директно им помагаме на граѓаните, а во исто време придонесуваме за почиста и поодржлива животна средина. Истакна градоначалникот на Берово Петар Ружински. Заврши првиот рок од електронското пријавување за уписи во средни училишта. Средното стручно образование е магнет за идните средношколци од Штип. Ние сме презадоволни од бројот на запишани ученици. Во моментот бројот на запишани ученици изнесува 172, меѓутоа има и 9 ученика кои што со минимално намалување на бодовите ќе влезат во профилите за кои што конкурирале. Во средното општинско училиште Јане Сандански можам да кажам дека имавме задоволителен број на пријавени ученици, дури и одбиени ученици во профилот техничар за козметичка нега и убавина. По завршување на првото пријавување би сакала да истакнам дека имаме доволен број на ученици за формирање на сите 7 паралелки кои ги бараме согласно конкурсот за упис во учебната 2026-2027 година. Од овие средни училишта, како и од останатите во општината, велат дека за завршените основци има уште една прилика за пријавување, а тоа е на 23 јуни, бидејќи вкупната бројка на слободни места ги надминува реалните потреби на генерацијата, што остава простор за поширок избор во постојните 5 средни училишта. Уште има останати места, второто пријавување е на 23 јуни и ги охрабруваме сите ученици кои што не се запишале од било која причина да дојдат во нашето училиште, да им објасниме каде има слободни места и да ги насочиме кон профилот согласно нивното образование од 9-то оделение. На 24 јуни треба да ја достават документацијата во училиштата, па би сакала да ги поканам 9 оделенците кои се уште не го направиле изборот, дека имаме уште малку слободни места во речиси сите профили. Годинава основното образование во Штип го завршија 3604 основци. Од 19 до 21 јуни Штип ќе стане вистинска гастрономска сцена на отворено. Стрит фуд фестивал повторно ги собира љубителите на добрата храна со богата понуда на специјалитети инспирирани од светските кујни. Втора година поред се одржува овој уличен фестивал на шеталиштето Ванчо Праќе. Граѓаните на општина Штип и сите гости од страна во следните неколку денови ќе имаат можност добро да се забавуваат со богата музичка програма, да имаат можност да пробат да вкусат храна од многу светски кујни. Најавена и богата музичка програма што ветува незаборавна атмосфера во текот на 3 фестивалски дена. Од петок до недела да се реализира програмата која ќе имат можност нашите сограѓани да ја проследат, да уживаат во неа и во богатата понуда на светски кујни кои верувам организаторите ќе се погрижат да обезбедат соодветни штандови за да има соодветна понуда. Во име на ова сакам да се заблагодарам и на организаторите кои втора година поред се во Штип на овој уличен фестивал, додаваат вредност во нашиот град со ова и навистина во еден ваков период кога полека завршува и учебната и академската година, на Штип му се неопходни вакви настани за да продолжи таа потреба од социјален и забавен живот во нашиот град. Поради суштествени повреди на законот за кривична постапка, апелацијскиот суд во Штип ја укина пресудата на основниот суд за доживотен затвор за Стојан Чезарков Грофот, кој лани брутално со нож ја уби мајка му во незиниот дом. Повисокиот суд оцени дека се направени суштествени пропусти, а клучното е што првостепениот суд утврдил дека Зарков при убиството бил пресметлив. Апелација овој клучен момент не го прифаќа бидејќи кај него во моментот на убиството се утврдени 2,5 промили алкохол во крвта. Со нив никој па ниту Зарков може да биде пресметлив, став е на повисокиот суд.
Сега основниот суд мора да ги прифати забелешките на апелација, но клучното прашање е дали Зарков ќе биде пуштен и ќе се брани од слобода. Според правни експерти, неговата казна ќе биде повеќе годишна, но не и доживотен затвор. Убиството се случи на 8 август 2025 година, околу 2 часот по полнок во семејниот дом, кога во алкохолизирана состојба Зарков со кујнски нож и нанел смртоносна повреда на својата мајка во пределот на вратот. По настанот и покрај тврдењата на одбраната дека не се сеќава на чинот, тој веднаш самиот се јавил на итната служба, пошто е констатирана смрт од екипата на брза помош. Конечно, технологијата го реши најголемиот човечки предизвик, станувањето од креветза во тоалет. Роботизиран тоалет сам доаѓа до вас како VIP услуга на 4 тркала. Вие само седите удобно, а тој ја презема целата операција. Откако ќе ја заврши задачата, самостојно се празни и чисти, без драма, без мириси и без дополнителна работа. Идеален за сите што сметаат дека и патот од креветот до бањата е непотребен кардиотренинг. И утре времето претежно сончево со температури до 31 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 11 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 32%. Температурите по градови се следните. Штип и Карвинци со по 31 степен, Пробиштип 29, Чешиново Облешево 30, Кочани 31. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 29 степен, во Пехчево до 25, а во Берово максимални 26 степени. Според православниот календар, утре е ден посветен на преподобен Висарион. Католиците се спомнуваат за Богдан.